Дојдовме да разговараме и да ви информираме за многу конкретен проблем, а тоа е дека стопанството има потреба од некакви профили на луѓе, а тие не може да ги обезбеди затоа што никој досега не понудил програми за преквалификации такви, дека тоа одело само иницијативно на база на компаниите и така. Сега имаме, значи, слушнавме законска регулатива, имаме центар кој што се грижи за таа работа, имаме програмирана политика на владата и на Министерството за образование и ние како сегмент кој што е најпогоден од таа работа, активно се вклучуваме за да добиеме решение кое што е многу едноставно и сам се прашувам зашто и досега не било правено. Значи, тоа што ние го идентификувавме како бизнис асоциација во текот на изминатите години е проблемот со недостиг на квалификована работна сила и нејзино бавно адаптирање на работните задачи и процеси. Во бројните средби и спроведени анкети идентификувано е дека недостасуваат определени образовни профили, вештини и компетенции кај лица кои бараат да влезат во работниот процес. Индустријските гранки како што се градежништво, метална и електроиндустрија, текстилна, кожарска и правотувачка индустрија идентификуваат сериозен недостиг на квалификуван кадар. Значи, тоа се областите каде што Стопанската комора ги детектирала слабостите во овој процес. Во таа насока комората ги анализираше состојбите со вработеноста, формалното образование и квалификациите. Што заклучивме? Дека од таа цифра која што сите ја знаете на невработни лица во Република Македонија, која што изнесува 30,6%, 30% во структурата се лица кои што бараат работа, немаат формирано основно образование или имаат основно образование. Тоа значи дека немаат никаква квалификација и тоа е огромна армија на луѓе која што аморфно практично чека и не може да го најде своето место во берзата на трудот, во процесите на трудот и така натаму. Направивме да најреномираните македонски фирми кои што имаат потреба за тоа бидат местото каде што луѓето ќе се преквалификуваат. Направивме логистички центар, сопствен бизнис центар во Стопанската комора која што ќе се грижи за овие работи и на тој начин мислиме да го придвижиме процесот и да помогнеме и на барањата на компаниите, а и на барањата нормално на луѓето кои што сакаат да се вработат. Значи, нашата општа тенденција ќе е сега да практично го подигниме степенот на вработеност на лицата на возраст од 20 до 64 години, од сегашните 69 на најмалку 75% колку што изнесува европското ниво. Кај на сега таа структура малку пореметена. Ние уште не започнати, имаме веќе 60 барања од компаниите и околу 60 на кандидати со кои што ќе стартуваме. Али тој процес ќе се менува секој ден. Ќе се практично обавуваат дел кај нас, дел во самите компании, така да автоматски после ќе продолжуваат и со работата. Целта на верификацијата на овие програми е да им се одговори на барањата на пазарот на трудот, да се подигне квалитетот на неформалното образование на возрастни и реално се стават и првите чекори на воспоставување на систем за неформално образование во Република Македонија, кој досега и не постоеше. Затоа што сме денеска тука е да ги промовираме пред вас и првите програми кои исто така и се лиценцирани од страна на Министерството за образование и наука, од страна на Стопанска комора, кои се, значи станува збор за 4 програми: гипсер монтер, аргон заварувач, фасадер и готвач во угостителскиот објект. Тоа што е битно да се истакне дека овие програми се дели од оперативниот план на владата и по втор пат, значи, центарот е вклучен и во овој оперативен план. Целта на процесот на верификација на програмите е воспоставување на систем за неформално образование кај возрастните, кој ќе овозможи подигнување на квалитетот на образованието и за краток временски период и создавање на кадар кој токму одговара на потребите на пазарот на труд. Една од установите во кои во иднина ќе се спроведуваат некои од програмите за образование на возрастни е и Стопанската комора на Република Македонија. Тие како најрелевантна институција знаат токму каков кадар му е потребен на нашето стопанство заради секојдневната комуникација и од тука и нивната потреба за верифицирање и за спроведување на одредени програми за
за возрастни. Со тоа Стопанската комора на Македонија станува наш партнер во битката за намалување на невработеноста во Македонија и подобрување на нејзината конкурентност.